Добар ден на сите, почитувани граѓани на Свети Николе, почитуван директор на јавното предпријатие, негови колеги, почитувана пратеничке. Прво, јас кога дојдов кажав дека ова е убав и радосен ден, и тоа пред се за оние кои што денес ќе добијат решение на најтешкото прашање кое што го имале, а тоа е стамбеното прашање. И навистина сакам да кажам дека во изминатиот период постигнавме значаен напредок во зголемувањето на квалитетот на животот на сите граѓани од сите генерации. Денес овде во Свети Николе заедно со 27 семејства помагаме да се реши нивниот голем проблем, кој што не е само екзистенцијално прашање, туку е и генерацијско прашање, бидејќи овие станови ќе останат да бидат користени и од децата на оние кои што денес ги добиваат и ќе можат да ја планираат својата иднина на многу полесен и поубав начин од тоа што нивните родители досега можеле да го прават. Стамениот објект кој денеска го отвораме е единствен од ваков тип во Свети Николе и во него е планирано да се вселат вкупно 48 семејства. Владата која што ја предвозам секогаш ја става солидарноста за најранливите категории во општеството на прво место и тоа за граѓаните на кои што им е потребно. Државата, односно владата, веќе има воведено механизми со кои што на многу различни начини им помага. Јас од прв ден се залагам за креирање на системски решенија кои даваат резултати на долг рок. Тоа беше и поедовна точка кога ја правевме и новата методологија за усогласување на платите, новата методологија за усогласување на пензиите и благодарение на тоа имаме изголемена минимална плата, зголемени пензии, тие постојано ќе растат. На тој начин сега преговараме и со синдикатите за зголемување на сите плати, за да се направи едно одржливо решение кое што ќе биде на задоволство на сите. И така изградивме систем на социјална заштита што ќе одговори на предизвиците со кои што се соочуваат најранливите категории на граѓани. Обезбедивме и средства за редовна исплата на правата од социјална и детска заштита и дополнителна финансиска поддршка во време на најкризните месеци заради справување со енергетската и економската криза. Креиравме неколку пакети на антикризни мерки со кои ги поддржавме ранливите категории на граѓани, потоа младите студенти, средношколци, невработени лица и лица со минимална плата. Само за неколку години социјалната помош ја зголемивме за 300%, а со буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2023 година обезбедивме достапност на социјални услуги, но и зголемување на материјалните права на пензионерите и на граѓаните кои се дел од системот на социјална заштита. Изминатите месеци во време на ова навистина голема криза покажавме дека како влада обезбедивме средства да ги заштитиме граѓаните, обезбедивме непречено функционирање на болниците, училиштата, непречено снабдување со електрична енергија на водоводните предпријатија и тоа се со електрична енергија по цени кои што се и по 5 пати помали од берзанските цени на електрична енергија. Обезбедивме непречено функционирање на јавните служби и на сите институции кои што го помагаат стопанството и одржуваат неговата динамика. Во исто време владата реализира и долгорочни проекти и инвестиции во обновливи извори на енергија, во локални патишта, автопати, коридори со цел да се обезбеди просперитет на иднина на сегашните и идните генерации кои што ги има во државата. Бидејќи должноста на секоја влада и наша должност е да се справуваме со предизвиците и ние нема да отстапиме во грижата и посветеноста за обезбедување на посигурен и поквалитетен живот на сите граѓани во државата. Сакам да ви се заблагодарам што денес ми направивте чест да бидам дел од овој настан и да ви кажам дека најмногу се радувам кога ќе дојдам на вакви настани, кога ќе ги видам вашите лица насмејани и посебно кога ќе ги видам најрадосни вашите деца кои што денес ќе имаат свој дом и своји соби. Ви благодарам и честитки.